Добро вечер, гледате Топ тема. Една година откако ВМРО-ДПМН знам и вреди ја презедоа власта. Што се промени од тогаш во државата? Дали и колку ветувањата стануваат реалност? Вечерва во емисијата разговараме за економските резултати, односите со соседите. Има ли застој во реформите? Какви се очекувањата на граѓаните, работниците и стопанствениците? Емисијата ја стартувам со анализата на колегата Срѓан Стојанчев. Катастрофалниот пожар во Кочани е најголемиот предизвик со кој се соочи владата во првата година од мандатот. Незапаметената загуба на 62 млади животи фрли сенка врз се останато што се случуваше во изминатите 12 месеци. Борбата за спас и опоравување на повеќе од 200 повредени во пожарот, но и истрагата против сите кои што придонеле небезбедниот индустријски објект 12 години непречено да работи како ноќен клуб, беа главните теми во изминатите 3 месеци. Повеќе од 1/4 од досегашниот мандат на владата. Истовремено со справувањето со последиците од несреќата, владата е на штреки од политички пожари кои таа може да ги предизвика. По првичниот шок во Кочанската болница, која не е доволно опремена за трагедија од толкави размери, соседните земји веднаш понудија помош, па најтешко повредените беа пренесени на лекување во странство, во клиники на кои може да се третираат такви повреди. Во меѓувреме, тогашниот министер за здравство Арбен Таравари ја расипа калимерата. Прво со партнерите од коалицијата Вреди, а потоа и со премиерот Христијан Мицкоски и ја напушти извршната власт. Сепак, владата лесно го преживеа овој удар од досегашниот коалиционен партнер. По истрагата, семејствата на загинатите излегоа со жестоки критики дека власта ги штити своите. Обвинети се само поранешни функционери, актуелните се амнестирани. Тие што најмногу требаше да ги заштитат се најголемите виновници. Полицијата, инспекторите, газдата и обезбедувањето. Сите тие. И сега што? Слободни, со исправени глави, без срам, како ништо да не било. Но не, ние не сме наивни, ни глупави, ни не забораваме. Случајно или не, веднаш по критиките, истрагата беше проширена и против вистинскиот собственик на Агенцијата за обезбедување Рубикон Александар Нацев. Поранешен функционер од ВМРО-ДПМН и уште 13 полицајци кои за време на несреќата биле на работните места. Она што почна како мандат со девастирана опозиција и убедливо парламентарно мнозинство кое мирно може да ги пречека предстојните локални избори, се претвори во кризен менаџмент на ситуација која може да ги поремети плановите. Предизборната кампања на ВМРО-ДПМН во голема мера се фокусираше на расчистување со криминалите на ДУИ. По убедливата победа на изборите, Мицкоски конечно стави крај на така наречениот мајски договор, кој премолчано го промовираше принципот дека владата ја прават победниците во македонскиот и во албанскиот блок. За волја на вистината, договорот прва го прекрши ДУИ, која во 2017-та коалицираше со СДСМ, иако ВМРО-ДПМН освои 2 пратеника повеќе. Се чини дека сега дојде време за наплата на долговите. Коалицијата на ДУИ освои 18 пратеници, а Вреди имаше 14, но заедно со 6 на пратеници од ЗНАМ, владата има стабилно мнозинство. Дури и со тројцата пратеници на Таравари кои заминаа во опозиција, мнозинството не е загрозено, освен за законите за кои треба Бадентер. Тоа пак може да ја закочи реформската агенда. Од друга страна, сега во владеачкото мнозинство има 11 пратеници албанци, а 21 во опозиција. ДУИ бара предвремени избори затоа што смета дека владата не го представува гласот на албанците и нема легитимитет. Вреди се брани дека изборите во албанскиот блок не биле честни зашто ДУИ победиле користејќи го државниот апарат. Токму предстојните локални избори ќе бидат лакмус тест кое од овие тврдења е точно. Ако има огромна разлика на локалните избори помеѓу ДУИ и ВЛЕН, а при тоа се види дека гласот на албанските граѓани не е на страната на ВЛЕН, тогаш ВМРО ќе има многу голем проблем да објасни и да го задржи ВЛЕН во владата, односно да тој биде предоминантниот партнер без при тоа ДУИ да биде вклучен на кој било начин.
Да, Дуи има многу што да му се забележи, но Дуи не е единствениот креатор на корупцијата во овие 30 години и Дуи не е единствената партија која, нели, дошла во една таква позиција да биде прогласена виновна за се. Така, сепак креаторот на тој цел корумпиран систем се предоминантно македонските партии кои 30 години се сменуваат, Дуи само се вклучи во таа приказна. Експозето на премиерот Мицковски при представувањето на новите министри пред пратениците беше полно со силни зборови како фуриозно и пеколно. Сепак, домашниот ЕСАП не излезе на пазар. Владата се клацка меѓу желбите и ветувањата од една страна и реалноста од друга. Работите ќе мора да се тераат по кроце. Нешто поради објективни околности, но нешто и поради лоша проценка. Владата го започна мандатот со силна реторика против корупцијата и ветувања за функционално и независно судство. Беа отворени неколку истраги против поранешни функционери, но критичарите велат дека тоа е резултат на политичка селективност, а не на вистинска борба против корупцијата. Дури во таков случај, крупните риби кои беа мета на обвинувањата пливаат во странски мориња. Двајцата најкрупни осомничени, вице-премиерот Артан Груби и поранешниот директор на ЕСМ Васко Ковачевски, истрагата може да ги види само на слика, на меѓународната потерница. Груби филмски ја напушти земјата неколку часа пред планираното апсење. Ковачевски не чекаше до последен момент. Истрагата против председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Татјана Димитровска осомничена дека оддавала тајни на осомничен дополнително ја подрива довербата. Заглавија и судските реформи. Владата влезе фуриозно со најави за разрешување на судскиот совет и на републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски, кои ги оцени како кочничари на борбата против криминалот и корупцијата. Постапката за разрешување на Коцевски запре поради истрагата за пожарот во Кочани. Собранието изгласа недоверба на 5 членови на судскиот совет избрани од парламентот, но на крај ништо. Нема право да ги разреши. Проблемот е во тоа што секоја влада доаѓа со истите ветувања без при тоа да заборави, а при тоа заборава дека всушност немаат компетенции тоа да го прават што ветуваат дека сакаат да го направат. Било каква интервенција на законодавната и извршната во судската власт е мешање на трите власти. Тука има многу јасни, многу сензитивни граници до кои мора да се држите. Се слагам со моите колеги од правниот факултет кои приказната прилично поедноставуваат до степен на тоа да гледачите разберат еден обичен неакадемски јазик. Судските реформи треба да дојдат од судството. Судските реформи не може да дојдат од извршната власт, не може да дојдат од законодавната власт. Законодавната власт може да асистира, да помогне со закони, со подзаконски акти и така натаму, но не може да ја промени битта, однесувањето и културата на правната култура кај судската власт. Судската власт кај нас се реформира кога судската власт тоа ќе реши дека е трета еднаква власт со сите други. Секој мешање од страна на која било влада е само пиар и ништо повеќе. Тоа не значи дека самото судство не треба да преземе одговорност, не треба малку да стави прст на глава зошто има низок рейтинг, каде може да се подобри. Во надворешната политика, преговорите со Европската Унија остануваат во ќорсокак поради отворените прашања со Бугарија и барањето за уставни измени. Софија бара внесување на бугарското малцинство во уставот, Скопје бара гаранции дека веќе нема да има блокади. На почетокот на мандатот, владата повеќе се приклони кон новата американска администрација на Доналд Трамп наспроти Европската Унија. Се пофалија дека влегле во периметарот на Трамп. Во Обединетите нации Македонија не гласаше за резолуцијата на Европската Унија за Украина, туку ја подржа таа на Соединетите држави. Македонија исто така им се приклони на Соединетите држави и на Израел во гласањето резолуции против палестинците наспроти европските држави. Напорите на оваа влада ги поздравувам во таа смисла, да се побараат некакви гаранции, да се побараат некакви механизми преку кои ќе се обезбедиме дека нема да има нови барања, дека тие барања и постоечките нема да се радикализираат, дека нема премногу слободно да се интерпретира оно што е во преговарачката рамка екс-францускиот предлог. Меѓутоа тоа ќе оди многу тешко и мислам дека една година е многу кратко време, дури неверојатно кратко време за да се постигне тука договор или некакво повидлив напред, но што е лоша вест е што тој прозорец на можности ќе трае некаде веројатно до после локалните избори, после што веројатно ова прашање ќе биде ставено комплетно на страна. Она што го придружува овој напор на владата, нели, да добие некакви гаранции од Бугарија во делот на меѓународната политика и односот кон администрацијата на Трамп, кон која се обидовме рапидно да се сближиме и брзо. Колку тоа успеа, колку тоа даде некаков резултат, по мене
прашање за кое ќе треба да се оценува, првичните индикации укажува дека нема многу голем профит, нема многу голем бенефит од тоа приближување на администрацијата со администрацијата на Трамп. На економски план Македонија зеде кредит од 1 милиарда евра од Унгарија, а потпиша договор со Велика Британија за отворена кредитна линија за инвестиции која може да достигне до 6 милиарди евра во наредните 10 години. Новите кредити ја зголемуваат загриженоста од зголемување на задолженоста на земјата. Властите уверуваат дека британскиот кредит, за кој е нејасно колкав дел ќе може да се искористи и под кои услови, нема да го зголеми јавниот долг. Порастот од над 60% на крајот на 2024-та, јавниот долг сега е стабилизиран на под 58% од бруто домашниот производ. Од друга страна, се уште е нејасно дали тој британски кредитен аранжман доаѓа со некакви обврски поврзани со мигрантите. И македонските и британските власти негираа, но британските медиуми наголемо пишуваа за тоа. А премиерот Мицкоски во својот отчет за една година влада зборуваше за инвестициите, борбата со корупцијата, посебно со осврна на судството. Зборуваше за надворешната политика, но не и за закочените евроинтеграции. Да слушнеме дел од изјавата. Не сум задоволен од динамиката на испорачување на правдата од страна на обвинителите и судиите. И постојат очигледни спреги меѓу тој свет и светот на политичката бизнес мафија, која го конструирала тој систем против кој сакаме да се бориме. И ако ме прашате мене, очекувам одговорност и народот очекува одговорност. И тоа мора да биде прва работа која ќе не води да донесеме правда и да гурнеме тој систем на бандитизам, создаден од политички и бизнес структури за кои нема ни етнички, ни политички разлики. Туку функционираат во широки коалиции. Тоа ќе биде нашиот најголем предизвик во периодот кој следи. И од таа динамика ќе зависат многу следни политички случувања во државата. А пред да стартуваме со разговорот во студиото со председателот на Стопанската комора Бранко Азевски, да погледнеме што велат и граѓаните, како тие го перцепираат владењето на ВМРО-ДПМН, вреди знам. Знаеш, вие му Германија 52 години. Јас бирам социјал-демократ, а тук са, кои са ВМРО-вцели се. Неки ме се најдобро на народа да арно. Знаеш, моето сега само знаат да плачат, а сите има само плачат. Арно се работат добро, задоволен сум јас. Што да прават во идни најве, некои препораки, на што да се фокусира? Да се гледат работата. Да се гледат работата и на економијата да се фокусират. Не сме задоволни. Зошто? Предлози некои? Не гледаме ништо. Забелешки, нападни се СДС, напаѓат и кој треба и кој не треба. Значи, добро е да има опозиција, ама стварно опозиција. Това е во секоја држава без опозиција. Сега, за жал, нема опозиција. Да. Како да работи понатаму владата за да им е подобро на граѓаните? Треба прво да почне од рибата, од главата, не од ташката. До сегашниот период беше од пашката. А главата, да видиме. Главата не издобаја ни сушета. Ова влада уште полоша од првата. Вчера ги гледам на телевизија една година од како се на власт, ништо нема покажано. И затоа не добија преодна оценка. За мене и ништо нема да направи, само народот го лажеа, ова ќе смениме, устав ќе смениме, ова нема да смениме, ај нека не сменат устав. Преспански договор ќе го растуриме, нема да важи ништо. Супер ја оценуваме. Добро оди, супер ја оценуваме работата и очекуваме и понатаму, зашто за една година е мало, знаеш. Меѓутоа постепено работите ќе си дојдат на свое место. Од владава не сум задоволен. Што треба да променат? Све треба да променат. Инфлација има, платите не стига, пензија не стига, све е скупа. Па никако. Истите се истите. Кој ќе дојде истото го прави, секој за себе. Никој не мисли за овај народ, дали има да купи нешто или не. Ги гледат и самите цени.
илјадите земјоделците што прават, се борат за свое, да продадат нешто, тие го уништуваат земјоделието, нудат кредити за земјоделие. За кого? Никој ништо не направи. Само го иселија народот без разлика, дали од СДС, дали ВМРО, дали ДУИ, начисто овој град стана празен. Иако сум дојден овој град 82-та, па наваму имаше многу народ и имаше поштовање меѓу народот. Сега нема, седе, секој иде по улица со налепната глава, не знам што прави. Може се подоби 100%, само кога се почитува законите, ништо друго. Се ќе биде во ред. Само законите. Назад сме во студиото. Мој вечерашен гостин е Бранко Азевски, председател на Стопанската комора на Северна Македонија. Азевски, добро дојдовте во Топ тема. Добро најдов. Еве, за почеток проследивме делот анализата, ги слушнавме ставовите на граѓаните, секако и дел од изјавата на премиерот Мицкоски во однос на отчетот за една година владење, но сега прашањето е до вас, како вие, како бизнис, како комора го оценувате овој изминат период на владење на оваа владина коалиција? Одличен 503 минуси. Зошто? Затоа што ние имавме одлична соработка за време на нивното дејствување во опозиција, кој што најмногу беше изразено преку поддршката што ни ја даваја за законската регулатива во собранието и честите контакти, и тоа го продолживме само, али мислам дека брзината која што ја очекува луѓето и бизнисите оваа година не беше на очекуваното темпо, затоа има своји причини владата и ние со кој што бараме поголема брзина, мислам дека тоа ќе се исправи во наредната година. Она што и премиерот го спомена во својот отчет, изборуваше во делот на политички бизнис спреги. Постојат ли такви? Спомена? Ние зборуваме секогаш за основното светско начело на презумпција на невиноста и ги броиме само делата кои што се пресудени и извршливи, така да имало такви случаи, ние ги осудуваме, а ќе се бориме и преземаме превентивни мерки тоа да не се дешава повторно. Се задолжува државата со кредит кој што каде што како гаранција јавува практично Обединетото кралство. За почеток, што тоа веќе значи за инвестицијската активност на државата? Прво мислам дека многу значи за општата стабилност во државата и за целиот регион, затоа што Обединетото кралство е значаен фактор во светот и на политичките и на економските случувања, и да он гарантира за определени средства за нашата држава, тоа значи дека застанува за нас и тоа е значаен поттик за политичко средување на состојбите, а и за економска активност. Што се однесува од економски актив, секоја инвестициона активност за нас е добре дојдена, затоа што без нејзе не може да се остварат двете начела на бизнисот. А тоа е да се остварат компаниите профита, граѓаните да го зголемат животниот стандард. Но како држава имаме ли капацитет за да ги искористиме парите пред се домашните компании да се вклучат во работата на проект? Ќе се трудиме. И се трудиме секој ден и мислам дека најголем дел од оваа година Стопанската комора е употреби токму за тоа да ги оспособи нашите фирми да можат да се вклучат непречено во таа работа. Како ќе се успее во тоа со оглед дека има и недостиг на работна сила, недостиг на можеби искуство? Со содрување према проблемите, како ќе доаѓаат проблемите, така ќе се содруваме со нив. Например, кај прашањето на заедничкиот настап градиме конзорциуми заеднички, кај прашањето што се со работната снага работиме на... Што значи градиме конзорциум, ќе се формира? Тоа значи дека ќе инициираме формирање на конзорциуми за да може да учествуваат на меѓународните тендери. Тоа е суштина на тоа. Го ставивме во приоритет образованието за потребите на бизнисот, кое што треба да верува таков кадар, и спрема сите други проблеми кои што ќе настапуваат, ќе со едукација, со заеднички настап на трети пазари, заеднички производ и така натаму ќе покушаме да ги решиме тие работи.
Колку се еве бидејќи пругата кон Грција е првиот проект за кој што веќе се бараат пари, колку се реални можеби и тие владини проценки, прогнози дека ќе се обезбедат 120 милиони евра годишно како дополнителна сума на пари, колку возови можеби треба да проаѓаат во текот на денот за да се реализира? Железницата е рак рана на македонската инфраструктура, знаете, а ние се наоѓаме на коридор кој што е многу значаен за врска меѓу Централна Европа и Медитеранот и Блискиот исток. Така да све што ќе се направи на тој план на подобрување на железницата и поврзување и експлоатација е многу значајна. Само ние уште имаме поскап камионски превоз од железничкиот, само ние не ги почитуваме правилата за бизнисот и за транспортот кои што се наметнати на меѓународната сцена и мислам дека ова е значаен предизвик за нас да се шегувариме таму и да научиме нешто. Инаку како парадигма сакам да кажам дека македонската држава никоја сама нема изградена пруга, освен она што значи нешто крпење на тие постојните, затоа што тоа го правеле окупаторите кај нас и редно и ние нешто да направиме. Да, но прашањето е сепак и скепса со право се јавува ако ги следиме проектите во минатото со каква динамика се реализирале и дали воопшто некој стигнале до финална фаза на реализација. Видите, зависи, можеме да кажеме проекти успешни и проекти кои каснели и така натаму. Секој проект е за себе предизвик и ние треба да видиме кој тоа го финансира, кој тоа го експлоатира, кој го имплементира и над грешките да учиме. Така да мислам дека ова е период во кој што ние ќе оспособиме фирми да се занимаваат и со изградба на железнички пруги и со инфраструктура која е потребна за тоа. Сето тоа на една земја која што има транзитна позиција како е многу значајна и мислам дека тоа го правиме во овој момент на најдобар можен начин. Да, зборувам еве за автопатот Кичево-Охрид кој што се уште и граѓаните и бизнисот го чека да се заврши. Тука сега и проектот Бехтеленка, еве таму дел од работите можеби се движат. Комплицирана е работата таму од самиот почеток затоа што се избра фирми кои што нема искуство во таа. Зборувате за автопатот за Охрид. Мене ми е многу жал затоа што јас сум најголем пропагатор за тоа. Меѓутоа мислам дека ќе се најде решение, иако тоа ќе биде скапо платено и ќе се извлечеме поуки кои што се потребни за да не ни се повтори. Успеа ли компаниите добавштите доволно да се вклучат во Бехтеленка? Не можам да речам дека сме задоволни на тој план, тоа сигурно, али мислам дека тие што се вклучени се веќе фирми кои што можат и оспособени да учествуваат на секој меѓународен тендер. Така да ние сме задоволни со тоа што учиме, ние сме задоволни со тоа што влегуваме во нови технологии, а на крајот на краиштата сето тоа што ќе се изгуби во тој процес треба да се плати затоа што тоа што не си го направил како треба можеш да го платиш. Дали увозот на работна сила, бидејќи коморите и компаниите постојано реагираат дека има недостиг на работна сила, дали увозот на работна сила е решение, бидејќи гледаме дека секако има дозволи кои што се добиени за вработување на работници кои доаѓаат од странски држави, ако тој број слободно можам да кажам дека не е некој значителен. Луѓето рекли уште од многу одамна дека ако сакаш да удиштиш една држава, не стиги го образованието. Нас тоа ни се деси и ја плаќаме таа цена и затоа фрл на приоритетите на комората во наредните 10 години ќе биде образование кое треба да испорача кадрови кои му се потребни на бизнисот. И таа грешка нема веќе да ја повториме. Да, пред да продолжиме, тука ќе направиме кратка пауза и ќе го проследиме разговорот со Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи, со кого разговараше Ирина Чачкова. Се навршува една влада од функционирањето на новата влада, која што беше избрана пред една година како бизнис заедница. Што очекувавте, а што добивте? Првиот мој печаток за ова како ова една година владење на оваа влада може да го коментираме, може да го поделам во две области. Првата област во која владата покажа навистина храброст да ги оствари оние идеи, оние заложби што идеја во политичката програма. Најпред во однос на големите инфраструктурни проекти. Таа навистина веднаш се зафати со ангажмани, навистина станува збор за големи проекти, за големи пари, а зошто велам дека таа покажа храброст? Затоа што, знаете,
големите инфраструктурни објекти по правило ја развиваат економијата и сите влади ги користат како мерка за поттикнување на развојот, но тие си носат и своји ризици. Ако да речеме се продолжи периодот на градење, ако се зголемат драстично цените на градење и ако не успее домашната економија да ги прибере тие средства, бризгани во економијата, тогаш може наместо голем развој да имаме одредена покачување на инфлацијата. Но во секој случај треба да се честита за таа храброст. Исто да го покаже и во однос на тоа да се прекрати старата практика од поранешна влада да преку зголемување на јавната потрошувачка и на покачување на платите и пензии и така натаму да се стимулира економскиот раст. Тоа го кажа во програмата и мислам дека издржа на тоа, без разлика на притисоците од синдикатите и така натаму. Од друга страна, ние многу повеќе очекувавме да се подобрат условите на стопанисување, што во суштина значат реформи во администрацијата. Значи во јавната администрација не се покажа се уште никакви реформи, во образованието кој треба да обезбеди квалитетно образование на нашите луѓе кои ќе ја зголемат квалитетот на самата работна сила, да зголемат предприемаштво и така натаму. И да речеме во владењето на правото, кое исто така се многу битни за зголемување на продуктивноста на една држава, така наречен институционален капитал кој кај нас навистина многу смета. Една таква мерка беше со право предложено, тоа е намалување на сивата економија, која сите ја очекуваме, но се уште никако да се случи. Дали ви изненадија некои одлуки, односно некои потези кои што беа направени, дали сметате дека можеби во оваа година можеше да се направи повеќе? Не изненадија, да речеме, храброста за земење на овој кредит од 6 милиарди од британската влада, или фактички со поддршка на британската влада, бидејќи станува збор за навистина големи средства и ќе треба многу умешно сето тоа добро да се изорганизира и да ги даде ефектите кои сите ги очекуваме. Бидејќи кажавте дека се изненадивте од онаа рамка која што обезбедивме од Обединетото кралство од 6 милиарди, да, се очекуваше да има задолжување, ви изненади сумата која што планираме на некој начин да ја земеме, а можеби нема да се искористи, или ви изненадија проектите кои што се најавија каде што ќе се трошат овие средства? Не изненади сумата затоа што тоа беше кажано бомбастично 6 милиарди, но откако почнаа да се откриваат сите детали, се стана збор дека тоа ќе биде за подолг период, значи нема да биде наеднаш. Потоа стана јасно дека дел од тие средства ќе се искористат за постоечките инфраструктурни проекти кои се градат и кои се дел од нашиот буџетски дефицит, значи веќе се проектирани, а за оние кои не беа влезени во буџетот, понатаму секоја година навистина ќе влегуваат во идните буџети. Но за проектите мислам дека јас сум задоволен, особено што значи се откажем на идеја дека да градиме само автопатишта. Изградбата на железницата и изградбата, особено ако се изгради Чебренгалиште, се инфраструктурни објекти кои сум сигурен дека ќе дадат многу подобри резултати на развој на вкупната продуктивност, затоа што тие имаат поголем мултипликаторен фактор за разлика од автопатиштата. Дали можеби имаше доволно зајакнување на врската и конекцијата помеѓу државата и бизнисот? Во овој дел мислам на тоа дали доволно државата во оваа година го слушаше бизнисот и потребите, бидејќи бизнисмените најдобро знаат на некој начин што е потребно, или пак немаше доволно слух за сите проблеми? Мислам дека владата покажа доволно слух за бизнисот и имаше доволно средби. Сега што се однесува до социјалниот диалог, овде се случи една така да неочекувана работа, а тоа е да синдикатот изгуби својата репрезентативност и економско-социјалниот совет период не можеше да работи, дури и периодот кога требаше да усвојуваме новата минимална плата, но како што сум информиран, сега само има тука репрезентативност и очекувам во период економско-социјалниот совет да продолжи да работи, а во однос на добрите страни е тоа да премиерот учествуваше премиерот на скоро на сите седници на економско-социјалниот совет, што е за поздравување и што е рамно на развиените европски држави каде што тоа е пракса.
Назад сме во студиото, Бранко Азевски, мој вечерашен гостин. Азевски, еве, колку сите овие задолжувања кои што се прават преку унгарскиот кредит, преку парите кои што ќе ги добиеме, а за кои гарантира Обединетото кралство, зборувам за овие 6 милиарди доколку се повлечат или доколку успееме во целост да ги повлечеме, всушност и треба да загрижуваат како држава од аспект на задолжувањата кои што ги имаме и кои се клучните ризици за македонската економија во следниот период. Задолжувањето само по себе не е проблем, проблем е ако го користиш за непродуктивни цели. И тоа сме го кажали 1000 пати. Меѓутоа, јас не можам сам да поверувам на тоа дека некој ќе ни даде пари за ние да ги трошиме на непродуктивни цели. Мислам дека доволна гаранција е тоа што проект по проект ќе се води. Ние имаме тука, колку што сум јас информиран, рамка која што е практично на 5 милиарди фунти програмирана, али секој проект ќе биде посебно третиран и посебно финансиран. Така да мислам дека тоа ќе направи да секоја влада што ќе користи тие средства да биде крајно одговорна и секој субјект во тој процес крајно одговорен во донесувањето на одлуките и во извршувањето ни. Што според стопанството се клучните проекти, клучните сектори во кои што треба да се насочат овие инвестиции? Споменавме железничката пруга, но еве кои се другите сегменти каде што би требало да бидат фокусирани? Тоа е пред се, такви средства се користат за инфраструктура и мислам дека ние таа инфраструктура треба да ја направиме смело на коридорот 10, заради тоа што тој коридор има исклучително значење за нас заради Солунското пристаниште. 92,3% од контейнерскиот превоз наш оди на Солунското пристаниште, меѓутоа тоа е трансверзала која што ја користат и другите земји кои што се северно од нас на рутата која што оди после према Медитеранот и Блискиот исток. Заради тоа е многу значајно да тоа се направи што побрзо, да ние практично изградиме паралелни автопатишта, паралелни пруги кои што ќе можат тоа да го задоволат, затоа што очигледно е дека алтернатива на Солунското пристаниште во Балканот нема. Нити во нешто се надзира во иднина дека може да биде тоа. Така да нашиот главен фокус останува тоа и градба на големи инфраструктурни објекти. Тука многу пари ќе одат сигурно за коридорот 8, кој што е специфичен и скап проект и меѓутоа тука имаме пари и поддршка од Европската унија и треба да се искористат максимално. Да, постојано зборуваме за потребата од изградба на тие инфраструктурни проекти, на крупните инфраструктурни проекти, на енергетските капацитети, но некако како да не успеваме да ги реализираме. Затоа што се тие менаџираат све од јавниот сектор. Треба да се внеси принципот на јавно-приватно партнерство со нив за да се станат поодговорни. Државата во принцип не е добар домаќин. И она треба да го направи корективот и да зачекори во такви активности заедно со приватниот сектор. Тоа ќе го направи одговорен и приватниот сектор да повеќе се грижи за тоа. И тоа е секаде во светот така направено. Една од проблемите на кои што алармира и не само бизнисот, туку и граѓаните, а го спомена и Димитров во интервјуто, беше и јавната администрација. Што е она што треба да се направи за да се реформира и за да се добие ефикасна јавна администрација и има ли воопшто некоја влада политичка волја на вистина тоа да го направи? Тоа е најтешкиот проблем наш и не само наш, него и во целиот свет и историски гледано. Секој трупа администрација која што не е потребна. Мислам дека ние треба да постигнеме политички консензус. Јас сум приврзан и на прашањето да за секое крупно прашање во Македонија мора да се изгради политички консензус кај главните политички чинители, кај јавноста плюс и кај бизнисот, затоа што ние сме сложена земја во тоа функционирање. Ако се направи таков договор, многу лесно ќе се реши тоа прашање и ако се врзи за продуктивноста и ако се врзи за растот на GDP-то. Така да има критериум во кој што тоа може да се направи и да се селектираат луѓето, али треба да се престане со партиските вработувања и треба да се промени законот за финансирање на политичките партии. Па да, тоа е прашањето дали тоа може да се направи, дали воопшто се гледа таква политичка волја кај... Па мислам дека ако пред 10 години се гледаше и не се гледаше, сега се гледа отворено и кај екранов пред нас. Така да секој знае дека тоа мора да се направи, само треба да се стегнат заби.
Што е она што сметате дека навистина може да се направи за да се постигнат повисоки стапки на економски раст, кој што еве ги очекува и оваа владеачка коалиција од стапки на раст кои што се над 4%, секако нешто на што ќе треба дополнително да се работи, дали овие инвестициски активности навистина може да ги покренат таквите стапки на раст? Ако некој ме прашуваше кога го донесовме првиот план за економски раст 2010 година, ќе кажев дека не е остварлив затоа што не можеме енергија да обезбедиме доволно за таков раст. Денеска можам да кажам дека растот од 4% е реален и нормален и треба да се движиме кон него, а растот 7% е мислена именка за нас. Така да ние треба сега да го достигнеме тоа, па да извршиме сериозни припреми при структурирање во државата, за да можеме да размислуваме за нешто повеќе. Кои ќе бидат во следниот период клучните ризици? Клучните ризици, јас по ова што го гледам во овој момент, се надворешни, врзани за предвидливоста, затоа што војната во Украина, а и овие други војни кои се разгоруваат, практично можат да ја убијат предпазливоста која што е значаен чинител во донесувањето на одлуките на бизнисот и да го закучат неговото работење. Оно што мене ме плаши во овој момент во тој поглед е прашањето на немање доволен авторитет, ни личен, ни институционален, ни државен, ни меѓународен, кој што може да влијае на брзо завршување на овие воени активности. А и спорна е улогата на Обединетите нации кој повеќе се фокусира на последиците него на преземање активности за превенирање на вакви ситуации. Ова сега никој не може да ги измери последиците, али секој бизнисмен знае колку ќе изгуби од сите овие действија. Кога ќе летнат авионите, па и на 18.000 километри, тогаш секој ден има и секој сат за бизнисмените подруго, да речем, од други значења, затоа што се задолжуваат и се дигаат цените на суровините кои што се пресудни за нивното работење на пазарот. Така да за мене непредвидливоста која што не чека во наредниот период е крупното прашање надворешно, а домашното прашање е оно што останува како секогаш, а тоа е состојбите со правната држава и владење на правото, кои што морат да се елиминираат и да се Колку сите овие последици веќе можеби ги чувствувате од надворешното обкружување како стопанство, како бизнес? Во овој момент можам да кажам дека од 17 гранки 2 се во критична состојба, тоа значи дека е прашањето најалармантно кај текстилната индустрија која секој ден паѓа. А втора е градежништвото кое што исто така има сериозни последици. Ние оваа недела имаме средба со врвот на владата околу тоа прашање, а ќе ги третираме и сите оние кои ќе се појават во наредниот период. Мораме да најдеме начин и еден консензус околу тоа, затоа што оспособувањето на градежништвото за себе влече и 70 други гранки, а исто така и излез надвор од државата, што значи и директен ефект валутарен, односно девизен, што е значајна ставка за нас како економија. Така да ќе направиме све на тој план да... Да, што конкретно е вас, какви се состојбите во градежниот сектор и во текстилната индустрија, со какви конкретни проблеми се... Во текстилната индустрија се затвараат секој ден. Останати се многу мал број на компании кои што можат и работат во овој момент. Така да тоа не е да не сме го имали во изминатиот период селење на капиталот од едно подрачје во светот на друго и така натаму. Меѓутоа во моментов тоа е најпогодено во Македонија. Кои се причините за селењето на капиталот од текстилната индустрија? Овие глобални кои што ги кажуваме оставаат простор да она се сели таму каде што има померни подрачји, каде што не се очекуваат воени действија. Што е она што еве тука државата или владата може да направи? Државата може да направи едно по мене и јас се инсистирам на тоа и Стопанската комора. Тоа е да практично направи една анализа на субвенционирањето по сите основи што го дава буџетско на компаниите и таа анализа ја покаже реалната состојба во која што наместо да даваме субвенции, подобро е да ги намалиме давачките на компаниите со кои што ќе можат да добијат подобра конкурентна позиција на пазарот надвор од Македонија, затоа што ние ако не стартуваме и не одиме со додадена вредност на нашите производи во извозот и ако извозот го ставиме по страна, ќе имаме тешки последици.
А што се состојбите во градежниот сектор, бидејќи го споминавте, што конкретно се случува? Немаме субјекти големи кои што можат да ги издржат, да речеме, овие предизвици кои што се најавени, и потребно тука да се направи некакво здружување, а со способувањето нивно ќе добиеме шанса да тие истите учествуваат и во околните земји на тендери, што во овој момент не е така. Го споменавте извозот, тема е секако и прашање како да се зголеми тој извоз од македонска страна, како да се зголеми конкурентноста на компаниите и продуктивноста практично на самите вработени прашања. Со намалување на трошоците. Мора да се намалат трошоците на компаниите за да бидат конкурентни надвор, а тоа е државна политика за која што ние водиме разговори и работиме на тој план, затоа што прв пат во постојањето на македонска држава се направи национален совет за извоз во кој што седи и владата начело со премиерот и стопанската комора. И која е стратегијата? Што е она што се прави во тој поглед? Стратегијата што се прави во тој поглед е да се намалат трошоците, да се стимулираат извозните компании директно од буџетот и да им се помогне во настапите на третите пазари. Затоа што тоа мора да го направи со програмирана политика државата, да им олесни да ги намали трошоците за да бидат конкурентни. И тоа као мерки се сите предвидени и работиме на нив. Тука сериозно ни помага и Коморскиот инвестиционен форум на земјите од Западен Балкан, кои што се поддржани од Европската унија како иницијатива на Ангела Меркел во 2015 година, и добиваме определени средства и добиваме определени подршки за да ги овие работи средиме и го помогнеме извоз. Колку тој настап како единствен регион практично го применуваме и колку има резултати можеби од таа идеја? Има многу резултати во овој период. Не морам да кажам дека тоа не се на најголем број од компаниите, али има компании на кои што им купивме CNC машини за да можат да бидат поконкурентни. Има компании со кои што заедно со KfW, Германската банка за развој, дадовме 34 милиони евра за формирање конзорциуми за дуално образование. Има примери во кои што заедничкиот настап на саемите и на саемските манифестации од нивно значење го поддржавме целосно, не само купување на штандови, него и патување и престој таму и така натаму за компаниите. Значи, зборуваме за тотално сортување од односот во кој што се учествуваше во градењето на државните политики во интерес само да им помогнеме во моментов на компаниите да го преживеат тоа што нисто мора да помине. Одиме тука кусо со уште еден разговор на колешката Ирена Чачкова, која што го снимаше и разговараше со Слободан Трендафилов, председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Потоа повторно ќе се вратиме со разговорот со Аски. Помина една година од оваа влада, како синдикат, што очекувавте, што добивте во однос на функционирањето на владата, со оглед на тоа што изминатиот период и не се покажа баш најдобра комуникацијата помеѓу синдикатот и владата? Имаше некои парцијални решенија на зголемување на платите на вработените во јавниот сектор наместо согласно општиот колективен договор да добијат 12,6%. Од 1800 денара за работниците кои примаат плата по закон за административни службеници, 5,5% во култура, 5% во здравство, 7% во образование, 10% во Министерството за внатрешни работи, е нешто што е далеку помалку од 12,6%. А од друга страна, оваа година видовме дека кога е во прашање функционерската плата, тие се усогласуваат и се зголемуваат со предвиденото темпо, особено последното зголемување на еден функционер за 13,8%, токму онолку средства колку што има во буџетот. Морам да истакнам дека работниците до нас кажуваат дека не ги оправдала владата очекувањата нивни, иако владата за жал не вети ништо на работниците изминатиот период, и тоа е нешто што ги загрижува работниците. А од друга страна сметаме дека само почитувањето на колективните договори доколку владата го обезбедеше како такво ќе имаше доволен процент зголемување на платите и работниците ќе беа малку задоволни, имајќи во предвид дека купуваната моќ има навистина на едно ниско ниво. Но од друга страна, добро е тоа што владата конечно ги прифати барањата на ССМ за ограничување на цените и на маржите,
договорите што се покажа на долг рок како добро решение, меѓутоа краткиот рок на овие мерки покажа дека работодавачите, односно трговците го искористуваа секој вакуум период. Има големо незадоволство кај голем број на работници кои не добија апсолутно дури никакво усогласување на нивните плати ниту оваа, ниту минатата година. Кои потези од страна на владата најповеќе ви изненадија во оваа година? Дали можеби, освен тоа што не успеавте да се договорите за поголем скок на минималната плата, се изненадивте од одлуката за промена во законите кои што влијаат врз репрезентативноста на синдикатите, односно како да излезе на некој начин дека не ви веруваат на вас како најголем синдикат кој што седите да преговарате, па сега преку овој закон се обидуваат да се внесе и друг синдикат на тие состаноци кои што ќе присуствуваат, каде што ќе се договараат одлуките за работниците? Па владата потроши многу драгоцено време да го напаѓа Сојузот на синдикатите на Македонија и да ги напаѓа работниците наместо да води со нив диалог и да ги свати потребите на работниците, имајќи во предвид дека само ги изнесува ставовите и барањата и очекувањата на работниците. Многу повеќе време и енергија потрошија на напади кон нас, упади во синдикалното движење, минирање на комисијата за утврдување на репрезентативност, оспорување на репрезентативноста и така натака, особено во битните периоди кога требаше да се договара растот на минималната плата надвор од законското осогласување. И тоа мислам дека можеби една голема дамка, имајќи во предвид дека досега од независноста на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија постои 79 години, ниту една влада не го правила тоа на таков начин како што го направи ова. Едностранното предложено законско решение од страна на група на пратеници заобиколувајќи го социјалниот диалог, заобиколувајќи го економско-социјалниот совет, се со цел да се овозможи само на еден дополнително синдикат да учествува со право на одлучување, иако и за тој не знаеме дали го исполнува условот на 5%, имајќи во предвид дека се уште има упади во ССМ за да може да превземат дел од членовите, за да се пребројат и да имаат на 32.000 членови, онолку колку што е минимум 5% условот за репрезентативност, веројатно е политички пазар со синдикат кој потоа ќе ги поддржува владините одлуки, владините барања и владините заложби. Работа на синдикатот не е да поддржува политиката на владата, туку да биде коректор на политиките на владата, се разбира на оние лошите, а оние добрите можеме заеднички да ги креираме и се разбира дека како синдикати ќе ги прифаќаме, но тоа што нас не загрижува е што ваквиот обид за удоволување само на еден синдикат со намалување на прагот за од 10 на 5%, сметаме дека ќе значи уценет друг синдикат кој потоа нема апсолутно ништо да побара за работниците. Да не заборавиме дека токму тој синдикат на кој му доволува владата денеска, тој ќе треба да враќа веројатно за неколку месеци назад, е синдикат кој сметаше дека не треба да се протестира токму на 1 мај, дека не треба да се бара зголемување на платите, туку само да се почитуваат законските одредби, дека работниците добро живеат со платите во Македонија. Но ќе потсетам нешто. Според последните податоци, просечната и минималната плата се најниски не само во регионот, туку и во Европа, и тоа можеби треба да ги загрижи представниците на владата како креатори на политиките, но се надевам дека економско-социјалниот совет за многу скоро време ќе профункционира, имајќи во предвид дека ССМ има повеќе од 10% од вкупниот број на вработени како членови и дека конечно ќе го добиеме решението и на седница на економско-социјалниот совет ќе ги дискутираме сите важни прашања. Ние покажавме дека сме спремни за диалог, дека сме спремни и за борба, дека сме спремни за протести, за штрајкови, но очекуваме да седнеме на масата и да видиме дали има расположение. Веќе имаме една година влада. Што се смени во поглед на потрошувачката кошница и цените од минатата година до сега? Дали ние живееме поразлично, подобро или полошо? За жал, живееме поскап живот. Кошничката за само една година, односно од почетокот на минатата до крајот на минатата година, се зголеми за повеќе од 60.000 денари, толку колку што и баравме зголемување на минималната плата. Да не зборуваме дека и овие месеци, особено кога нема мерки од страна на владата, вредноста на кошничката се зголемува рапидно и тоа мислам дека проблем на сите во Македонија. Дури веројатно и со функционерска плата од 2-2,5-3.000 евра не можете да си ги дозволите основните прехранбени производи, а што да кажат работниците со 24.400 минимална плата или пак со просечна плата во Македонија кои се огромен дел, но вредноста на кошничката покажува дека неоправдано се зголемуваат цените токму на основните прехранбени производи без некоја реална основа и реална потреба, имајќи во предвид дека дури на пазарот, на меѓународниот пазар, цените на суровините се намалуваат, така и на цените на производите се зголемуваат. И да потсетам уште
уште нешто, платите не се зголемија онака како што кажуваат и владата и работодавачите, дека платите влијаеле на побарувачката и затоа цените оделе нагоре. Но за жал со мизерни плати можеме да си овозможиме само мизерен живот. Со оглед на сите случувања на релација влада-синдикат, дали во следниот период очекувате комуникацијата помеѓу ССМ и владата да биде подобрена во однос на она што се случуваше во оваа една година? Жалосно е што кога беа опозиција не поддржува, кога се власт не. Исто така и со сегашната опозиција, кога беа власт не поддржува, кога со опозиција не поддржуваат. Но тоа е еден процес во кој синдикатите немаат влијание, имајќи во предвид дека се неполитичка организација која не се занимава со дневно-политички активности, ниту со дневно-политички поени, како што тоа сакаат да го искористат политичарите. Можеме да се обвинуваме колку сакаме, дали сме власт или опозиција, дали сме проопозициони или провладеачки настроени, се додека минималната плата изнесе од 24.400 денари, залудни ќе бидат сите разговори во таа насока, но се разбира дека очекуваме сите политички партии во парламентот да го поддржат предлогот на Сојузот на синдикатите на Македонија. Веќе две политички партии поднесоа предлог за минимална плата од најмалку 500 евра за работниците во Македонија, кој беше одбиен, односно не се гласаше. За жал имаше и пратеници кои гласаа против зголемувањето на минималната плата, но очекуваме сите политички партии во парламентот да го предложат предлогот на Сојузот на синдикатите на Македонија, тоа е 500 евра минимална плата за 6.000 денари зголемување на сите останати плати. Доколку барањето за зголемување на плати го сметаат како политичко барање, тогаш се лажат. Социјалните барања и тешкиот живот на работниците не се нималку поврзани со политиката, а ние како ССМ го докажавме тоа во годините наназад, кога протестиравме и штрекувавме на претходната влада, меѓутоа и на сегашната. Назад сме во студиото. Мој вечерашен гостин Бранко Азевски, председател на Стопанската комора на Македонија. Азевски, го слушнавме и тренда Филов, 500 евра минимална плата. Остварливо ли е сценариото и барањето на синдикатите? Нас толку има. Во нашите компании толку имаат работници. Минимално. Да, зборуваме на ниво на држава, заглавеното економско-социјален диалог се уште се нели докажува. Тоа за мене за цела држава невозможно, али треба да одиме према таа цел и колку што можеме повеќе да зголемуваме процентното учество. Зошто сметате дека е невозможно 500 евра минимална плата на ниво на држава? Затоа што продуктивноста на трудот е на незадоволително ниво. Дали вината за тоа што продуктивноста на трудот, како што велите, е на незадоволително ниво е на страната на работниците или можеби на самата отсуство на инвестиции, инвестициска активност и поголеми суми во однос на инвестициите од страна на компаниите? Не, несреденоста на државата во изминатите 30 години створи простор да има пропусти на едната и на другата страна. Ние како представници на фирмите во која што се и вработените и работодавачите сакаме да видиме состојба во која што фирмите ќе одат напред на реална основа и тоа ќе биде врзано за продуктивноста на трудот. Како што ги осудуваме сите непродуктивни трошења, така сакаме да видиме зголемување на продуктивноста на вработените. Таму има одлични примери на луѓе кои што си работат својата работа, меѓутоа има вишок на вработени, имаме други изигрувања на законите кои што создаваат впечаток, односно билансите покажуваат дека тоа во овој момент не може да се оствари. Да, тоа секако зависи од самото менеджирање на компанијата, зависи од самите, можеби, работници, задоволство или незадоволство од аспект на плата, но она што секако се наметнува, го зборувавме и претходно малку како прашање, како таа продуктивност ева да се зголеми на задоволство на компаниите, а тоа да зводи нормално и кон зголемување на платите во државата. Компаниите бараат само две работи. Едната е да има амбиент за стопанисување равноправен во кој што ќе се тркаат на база на својата способност и да нема привилегирани, и втората е даноците. Имаме ли сега таков амбиент равноправен и праведен за стопанисување? Во овој момент можам да кажам дека немаме таков амбиент, се трудиме да го создадиме и тој ќе биде реализиран само во оној момент кога ќе профункционира правната држава
и пазарните услови за стопанисување. И мислам дека ова влада е решена со сузбивање на криминалот и со сузбивање на сивата економија да направи нешто повеќе на тој план, и тука ние исто така застануваме и сакаме да дојде до имплементација на тие одредби. Тука рак рана е правосудство. Тој вчера го призна премиерот во говорот по повод годишнината. Истото го тврдиме и ние, и мислам дека треба да се направи нешто повеќе. Ако не да се побара поддршка од Европската унија. Таму каде што не можеме сами да направиме нешто, да побараме поддршка од тие што можат да ни помогнат. Ја споминавте сивата економија, гледате ли вистинска борба со сивата економија, исправување со? Гледам состојба во која што фирмите се снаоѓаат кој како знае и умее, што значи дека они не препознаваат да речам решавање на ситуацијата, или препознаваат, тоа во анкетите јасно укажуваат состојба дека во моментов имаме започната борба против организираниот криминал и сивата економија, и дека тоа максимално треба да се поддржи. Ги споминавте и даноците, кои се очекувањата во тој поглед? Секогаш очекувањата наши се да имаме пониски даноци, за да се отвори простор за поголема профитабилност и извоз и инвестирање, така да тие ќе станат главна одредница на работењето на секој бизнисмен, затоа што него ќе го интересира само тоа, амбиентот на стопанисување и колку ќе ги плаќа на државата. Али, он очекува за тоа што ќе го плаќа на државата да добие таква услуга. Ние што имаме сега? Имаме буџет кој што е 6 милиарди и не знам и 300 милиони сега во моментов колку е. А на почетокот на самосталноста пред 30 години беше 350 милиони марки. Дали имаме подобри услуги од администрацијата и од државата? Немаме. Имаме зголемување по сите основи на сите, да речам, позиции кои што носат и влечат пари од државата, имаме подобрување на квалитетот на услугите? Немаме. Значи, ние тука треба да се сконцентрираме, да ние преку продуктивност, зголемување, преку извозните активности, преку трансформации внатре што треба да ги правиме, преку едукација, преку дигитализација, ќе ги елиминираме сите работи. Сивата економија е само негативниот коректор на она што не може државата да го направи. Исто како што таму каде што не действува организирано државата против криминалот, тоа го решаваат меѓу себе криминалците. Истото не ќе ни се дешава. Има ли таа неселективност во битките, ја препознавате ли? Она, ако денеска го разговара со луѓето, кажувам дека гледаат надеж во функционирањето во моментов. Имаат обазривост за све она што досега го имале на тој план и не биле очекувањата. Меѓутоа сега дојдено и до таму да ако ние не ја добијаме ова битка со криминалот, со сивата економија, со корупцијата, тогаш ќе имаме сериозен проблем за опстанок на државата. Што значи тоа кои ќе бидат последиците? Последиците ќе бидат да преминиме од имање корупција во кражба на државниот буџет, што ќе осакати државата и ќе ја направи нефункционална, и ќе имаме состојби кои што практично ќе можат да бидат контролирани и ќе се исели капиталот. Тоа е многу јасно и од наша страна и од сите искуства досега кажано, и тоа Македонија не сме да си го дозволи. Ова е прв пат да имаме своја држава, треба таа држава да ја направиме како што Добро, треба. но и забелишките и на самиот стопанство и претходно и сега и на странските инвеститори биле и досега во делот токму на таа праведност, функционирање на правниот систем, селективност во функционирањето од страна на државниот апарат. Таа битка не може да се добие ако сите не се вклучиме во неја. Значи тука треба да предначаме ние, бизнисот, медиумите, па и самата држава и така натаму. Тоа е еден консензус за кој што ја зборувам, кој што мора да се постигне, затоа што тоа е на листата на прво на приоритетите наши во работењето, затоа што тоа ја убива во суштина битката на луѓето да ствараат нешто повеќе и така натаму да прават нешто повеќе, и практично е негативен пример за другите да не влегуваат во таа дејност. Ние мора да сватиме дека бизнисот треба да стане одредница со која што ќе се будиме и легнуваме, ако е поинаку тогаш не е добро.
затоа што ние бизнис е и спортот, бизнис е и културата, бизнис е и информирањето, бизнис е све остало околу нас. Гледате што се дешава на светскиот пазар и во светот, и тоа треба да го следиме ние. Ако не, ќе имаме сериозни последици. Тие сериозни последици ќе продуцираат повторно иселување на македонските умови млади во другите држави и Македонија без такви умови не може да направи чекор напред и ќе се најде во незавидна ситуација. Затоа борбата против корупцијата, против сивата економија, брзата гасификација на Македонија, стварање услови за образование кое што ќе продуцира кадар што е потребен на бизнисот, зголемување на регионалната соработка, прашањето за извозот кое што мора да е клучно као мала држава наша, директно поддржано од владата. Се излезните опции кои што можат да донесат спречување на одливот на мозоци надвор од земјата, а со тоа да ја гарантираат и да го гарантираат и опстанокот на држава. Кои се ризиците сега за инфлацијата со оглед на сите слушувања од надворишното, но и од домашното опкружување? Многу сериозно. Инфлацијата не сме да се подцени, затоа што она може неконтролирано во одреден момент да излета. Мислам дека државата наша имаше сериозен проблем на почетокот на својот развој и тоа е добро, како го викаш, да се држи до тоа прашање многу сериозно и мислам дека Народната банка и владата се на висината на задачата тука и треба да бидат поддржани и да истраат со било какви да употребат рестриктивни мерки да го спречат тоа, затоа што за стопанството тоа ќе биде катастрофа. Бранко Азевски, благодарам за гостувањето во Топ Тема. Благодарам и вас. Вам ви благодарам за вниманието. Секако станете и натаму со нашата програма. Многу повеќе информации има на нашиот интернет портал telma.com.mk.